За состојбата во ловиштето по Лаки има повеќе фактори кои влијаеле што допринело за состојбата во која се наоѓа денес. Затоа ќе направиме мала ретроспектива на бројот на дивеч во ловиштето. Во 2015 година, според податоците од извршеното пребројување на дивечот, имало обичен елен 148 грла, елен лопатар 244 броја и дива свиња 44 броја. Во 2016 година имало обичен елен 49 грла, еден лопатар 112 броја, дива свиња 60 броја и срна 10 грла. Во 2018 година имало обичен елен 34 единки, елен лопатар и дива свиња 46 броја. Во 2021 година имало обичен елен 42 грла, елен лопатар 7 броја и дива свиње 78 броја. Горе наведената бројна структура на дивечот во заградениот простор на ловиштето по Лаки покажува дека бројката на дивеч драстично е намален од 2015, 2016 и 2017 година. Првото пребројување на новото раководство е во 2018 година и од тогаш до денес константно се зголемува бројот на дивеч, но сепак треба да имаме во предвид дека тоа е природен процес за кој е потребен подолг временски период. Во ловиштето минатата година се интродуцирани 7 единки на еден лопатар, кој во минатото беше присутен како автохтон вид и неговата популација беше во голем број, за да во 2018 година неговата бројна состојба се сведе на нула. За да може да се планира било какви посериозни активности за зголемување на популацијата на дивечот, неопходно беше да се обнови дел од оградата која беше најмногу оштетена, и тоа беше можност за влез на штетен дивеч и да се снабди ловиштето со доволни количини на храна, за да може дивечот да се прехрани во месеците кога во природата нема доволно количини на храна. За таа цел во 2019 година беше целосно обновена оградата во должина од 6 километри, постојано обезбедување на доволна количина на храна од сопствено производство, обезбеден е систем за следење на дивеч, а во текот на наредната недела ќе се воспостави и систем за мониторинг на дивечот на целата територија на Осогово. Во врска со објектот Шумска куќа што изгоре во пожар во мај 2021 година, сакаме да напоменеме дека пожарот беше несреќен случај, што го потврди основното јавно обвинителство после стручниот увид што беше направен од страна на МВР. Јавното претпријатие во наредниот период ќе направи напори за обнова на Шумската куќа и јавното претпријатие и доведување во функционална состојба. Од страна на јавното претпријатие Национални шуми, ловно-техничките објекти постојано се одржуваат, а нови објекти се планираат да се изградат согласно плановите на јавното претпријатие во наредниот период. Заградениот дел од ловиштето по Лаки од претходно кажаното не е во лоша состојба во последните 5 години, туку во последните 5 години се превземаат сите неопходни мерки за санирање на состојбата на ловиштето, која е претходно направена. Односно, штетата е направена во периодот помеѓу 2014 и 2017 година. Ние почнавме скоро од почеток од напуштено ловиште со посветена работа да го ревитализираме и наша цел е да го доведеме во состојба кога ќе може успешно да работи и да биде гордост на градот. Но уште еднаш ќе напоменеме дека треба подолг временски период за да се врати ловиштето во состојбата во која било претходно, се вели во демантот.